Почитувана колешка Јована Мојсовска, инаку генерален секретар на Левица, внимателно го слушав вашиот говор, како што го слушав и вашето видео обраќање од пред неколку часа во Собранието. И сега, дали е во градот Скопје, дали е во било кој совет каде што имате советник во Собрание или во било ваше кое комуницирање со јавноста, се е едно исто. Сеење на магла, лаги, прашување во прашална форма, дали, зошто, како. Колешке Мојсовска, не го кажувајте во прашална форма. Зошто се плашите? Мене стварно не ми е јасно. Ајде надвор од говорница, закажете утре една пресконференција, сите овие прашања кои што ги кажавте од собранискава говорница и на вашето видео на Facebook, кажете го и потоа соочете се со последиците. Од што се плашите? Од една кривична пријава? Па нели сте вие најдобрите правници? Нели ке не бесите? Нели ке висиме? Од што сте исплашени? Ајде, излезете, кажете го, ке добиете една кривична пријава, ке отидеме на суд и судот ке каже дали тоа што вие го кажувате сте во право или инсинуирате и лажете како што правите цел еден период наназад. Ке си докажете во судска постапка како што почнуваат против вас судски постапки и сите до една ги губите. Ама ќе прашуваме дали, како, што, понатаму. Еве, зошто зборувате цело време во инсинуации? Знаете вие кои се фирмите? Излезете, кажете ги, колешке. Излезете, кажете ги, многу просто и едноставно е тоа. Не на рил на Facebook со прашална форма, затоа што некој во партијата ви кажал дека ако отидете на суд ќе речете, ама ја прашувам. Не од собраниска говорница или од говорниците во советите, каде што можете да кажете тоа што вие мислите дека ќе ви донесе поени. Таква политика на сеење на магла е одамна завршена. Годините си минуваат, а народот гледа што може да добие од тоа што вие го кажувате. Уште еднаш ќе ве повикам. Имате една минута реплика. Од вас очекувам вака храбро, вака гласно, вака силно како што знаете да зборувате со прашална форма на риловите на Facebook и од собраниската и говорниците од Советот. Кажете следново: утре во 11 часот пред собранието ги повикувам медиумите за да кажам кои се фирмите, кој зел рекет, каде отишле парите во гаражата и така натаму. Се останато освен тоа е сеење на магла. Благодарам. Јована Мојсовска.